И Босна и Херцеговина тргна на патот кон Унијата, само Македонија тапкава место. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен соопшти дека Европската комисија ќе донесе одлука да му препорача на Советот на ЕУ да ги отвори преговорите со официјално Сараево. Додека државите членки од Балканот забрзано трчаат кон европското семејство, Македонија најверојатно осамена ќе остане во чекалницата, натоварена со нови и нови услови од соседните земји. Универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски за Алфа вели дека е можно, иако Босна и Херцеговина практично сега имаат датум за датум, сепак да не претрка и пред нас да стане членка. Според професорот, тоа не значи дека Македонија треба да го напушти патот на Унијата и да изгуби надеж дека еден ден ќе станеме и ние членка. Ние бевме првата држава што го потпиша актот за стабилизација и асоциација со Унијата во 2000 година, така што не е нешто изненадување дека сите не претека, очигледно се работи за малце по-широки и подлабоки геостратешки интереси во регионот, така што ние сме жртва на политичките игри. Јанкуловски голема вина зошто Македонија е таму каде што е, гледа во власта на СДСМ и ДУИ. Вели лошата дипломатија, немањето интегритет како политичари и незнаењето на властите не донесува во ситуација каде што сме заглавени во лавиринт без излез. Политиките кои ги водеше оваа влада беа лоши, генерално лоши, иако сака да се представи како носител на ексклузивен носител на нашето европско асоцирање, односно асоцирањето во Европската унија, што не е точно. Покажавме висок степен на сериозност, непознавање и висок степен на она што би рекол ја безалтернативност во поглед на размислувањето на патот на Европската унија, што сега го плаќаме со тоа што сите држави во регионот, почувајќи еве и Босна и Херцеговина, не претрка на патот кон Европската унија. Македонија неколку пати извиси за почеток на преговорите и соседите ни дадоа услови кои властите без консензус со стручната јавност, опозицијата, народот ги прифатија. Грција бараше промена на името што владата на Заев го стори, иако народот се противеше. Потоа Бугарија започнаа со нивните барања и навреди кон Македонија со непризнавање на јазикот, историјата, народот. За да можеме да ги почнеме, односно продолжиме преговорите, сега треба повторно да го отвориме уставот и да ги вметнеме бугарите во преамбулата. Ова го прифати власта на СРСМ и ДУИ и истото стана дел од преговарачката рамка и протоколите на Македонија за влез во Унијата. Де факто, владата прифати нешто што не може да го реализира, оти нема поддршка од народот ниту од опозицијските партии.